što treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Narva treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja ti sum roden baksus, od nebo padat za vreme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Život, moj život, ne bi rekao, ne taka, moje ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki, džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj lice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Izjavujem дека nema da ja voznemirujem moјата бивша сопруга. Обича и нејзиното дете. Точка. Таа Лилето, ако мислиш дека те сакала толку многу и ако Салам те чекала да се вратиш од војска, што е кренала опашката така лесно, како крава? Не! Колешке, имате гостин, се извинувам. Останите, молам. Овој гостин случајно го најдов в кревет со мојот бивш сопруг, касиерката. Да, мощно интересно, да. Скоро неверојатно, да. Разбирам, се ми е јасно. Блаже твој се беси и трга трева, на добро парче сте начекале. Се собрало семејството. Одлично. Да ве запознам со колегава. Младен. Големиот татко, папа. Во бурните транзициони времења се дига до невидени височини. Станува бог. Карпа, огромен како Мон Блан. И сега тој огромен Мон Блан почнува да дроби се пред себе. Еве, јас сум првата жртва. Јас, неговиот зет. Не избриша како со гума. Денеска има зет, утре нема. Нема зет. Не знам која е причината што не ме поднесуваш. Ама мислам дека не ти се чини дека во многу работи јас и ти сме исти. Зете, а што правиме сега со зетот? А тој продолжува со глупостите. Вчера беше кај нас, ни бараше пари. Еден пијаница, без лична карта, ништо, тврди дека е вас зет. Зет за керка. И што остана од роверот? Остана покривот. Чудно како човекот останал жив. Жив, а? А колку се лежи за убиство со умисла? И кончето, како што го нарекуваш ти,
роди здраво машко дете, кое сега е возрасен маж и успешен човек. Случајно или не, господине, многу личи на тебе. Опа! Многу ба манџа ти сварил. И ја забиберил, и со лути пиперчиња, не знам што да мислам јас. Мене ми се лоши готево. Не ми јарно нешто. Како мачка да ме греби. Ке ти умрам, бате, воле. Бате Живкове? Ми се случуваат такви работи. Заборавив да разговарам со луѓето. Знаеш дека во сите мои соништа си само ти. Во сите. Понекогаш и со отворени очите сонувам. Се сеќаваш, еднаш дојде кај мене, дома. Плачеше. И ми раскажуваше приказна за твоето долно дупени. За манастирот нацело, за езерото и за црешата што сте имале во дворот. Цело село јадело и пак не можеле да ја доизедат. А ти ми велеше мене: Маце, маце, иста си како црешата наша. Сите те јадат и пак си неизедена. Се сеќаваш? Се сеќаваш? Навистина ти си мојата цреша. Боже, Боже. Само ти можеш да ме расплачеш. Грамадо Дупенска. Слушај, имам една желба. Голем. Не верувам дека ја знаеш. Знам. 100 на 100 не ја знаеш. 300 на 100 знам. Знам дека знаеш. Само вети ми нема да ми приумреш. Zlato moje ljubeno, ne li bilo zlato sudeno da te dopram, zlato moje, ova srce je poludeno da te imam, zemi me, ova srce sonuva, moj život bez tebe, zlato me zamoruva, da te imam, zemi me, ova srce sonuva, moj život bez tebe, zlato me zamoruva. Samo kaži, zlato moje, sve što imam, ke ti podaram, što je moje, i tvoje, zlato moje, i
slušaj srce što ti kažuva, ako laže zlato moje, prvo mene ne zalažuva, da te imam, zemi me, ova srce sonuva, moj od život bez tebe, zlato me zamoruva, da te imam, zemi me, ova srce sonuva, moj od život bez tebe, zlato me zamoruva. Usta imam, zlato moje, ako lažam, neka onemam, ova srce, zlato moje, sama ima, tako iskonam, usta imam, zlato moje, ako lažam, neka onemam. Od кого се криеш? Не сакам да ме гледаат вака. Тешко ми е. Знам. Кога јас попуштив, што остана за другите. Знаеш, ова ми е последен пат да ти се јавувам и да... Молчи. Посилно е од мене. Те сакам. Знам. Прости ми за сите неправди што сум ти ги направил. Од судбината не се бега. Не е судбина, не е. И ти ме сакаш, нели? Да. А што се однесува до децата твои? Не можам да им бидам мајка, ама можам да им бидам добра пријателка. Срешо моја. Еден ден ќе избегаме од овој пекол. Таму под оревот, во дворот, ќе седиме, ќе се држиме за рака и ќе ги гледаме звездите. Знаеш, како дете имав една моја звезда. Звезда водителка. Навечер разговарав со неа, ја слушав како ми шепоти. Злата, ти си мојата звезда водителка. Пази малку, бред. Вози десно, не лево. По-англиски ме возиш. Назад. Абе, искаше колата. Абе, скокац ти љубиш судари да правиш, а? На дедо си ти целиот, бе. Ајде ги паркираме сега малку. Нека одморат. А и газија нема. Треба да им ставиме газија, па... Тој нека дедо. Ха! Убав тој на дедо јунак. Куре, дедино, да. Кажи сега ти, колку го љубиш дедо? Многу. Многу? Колку многу бе? Облаци. Леле, мајче до облаци, а јас уше над облаци, уше појќе те љубам јас, така? Да пукнеме, танг! Сакаше да приказна дедо да ти каже? Да.
Приказна, која да ја фатиме приказна за силниот човек. Тој бил толку силен, вака како тебе. Прво бил мал, па растел силно, многу умен. Во главчево, што да ти кажам? Абе, камен во рака и се топел камен. Толку бил силен и ти тако ќе видиш, така? Да, пугне. Срце, мамино. Ајде кај мамичка. Оба! Кај си бе, мамичка, ти денеска цел ден? Си играше со дедо? Да. Беше умен? Да. Браво. Сега мамичка ќе те запознае со еден чичко. Здраво. Здраво. Здраво, здраво. Јас сум Младен. Чичко Младен. Јас сум Како се викаш? Живко? Живко јуниор. Живко јуниор. Живко, сакаш мечиња? Да. Види, ова е мечето панда. Го сакаш? Да. А сакаш да го однесеме кај тебе в соба? Да. Ајде. Натака? Почна и дома да ми го носиш, благе. Абе. Тато, врската е многу сериозна. Младен сакаше да го види Живко, внук ти. Демек нов татко. Абе, керко златна, абе, собери си го малку акало, бе. Абе, знаеш, болен татко во е. Абе, ќе ви умрам што ќе правите без мене, бе. Зашто вака? Треба да се расчистат работите. Да се среди тоа со судот, дер ми животов има некој ред да му се највиди. Тато, за Блаже не сакам ништо повеќе да слушнам. Тој е избришен од сите тефтери. Финито, готово, разбираш? Абе, добро, ама мислиш дека... Абе, тато Златиро, ова дете ќе си бара татко утре. Ќе сака да го види. Поред да ги средиме работите. Тато, возрастна сум и знам што правам. Заљубена сум. Пак. Абе, ама... Како ми велеше ти, следи го срцето. Е, така ти велев. Епа? Ама и така е, да знаеш. Ој, донеси ми ги тие лековите. Да се напија малку, да се смирам. Чекај, дојди вам. Тури ми едно виски да закачи Живко сега, па... Ама... Тато, знаеш дека не смееш. Абе, тури која ти викам јас, ајде. Абе, си се затворил дома ко некоја баба, бе. Те да ти се. Ке му го најдам крајот јас на сите, ајде. Повели? Благодарам, Блакче. И оди види го детено, среди го, јас ќе одморам малку. Ајде. Така, бе, бате Живко, бе. Не знам. Господине Живко. Арно, како да виде... Ете, се вратив од кај мртвите. Уште помртов. Разбрав дека сте дома. Дека ви е подобра. А ти се откаш слушам уште со тој археологот, а? Да. Сериозна врска. Помалку сериозна, повеќе практична. Сигурно. Гледам. Фустанчиња, нов телевизор. Стан. И стан. Се всели во нов стан. Значи не е бил наивен археологот. Мене како што ми се чинеше. Не сум ни јас наивна. Како што мислевте вие. Така. Браво, Белиле. Страшна работа. Туку што сакав да ти кажам? Знам што сакавте да кажете. Амам, бе. Ако е тоа што мислам јас. Ама тоа е бизнис. Бизнис? Секако бизнис, да. Син ви. Вашиот син. Да, и? Од некоја си таму. Го видов на слика. Го виде на слика, и? Многу е убав. Е, па ко татком. Убав. А што знаете вие друго нешто за мојот син? Па ако е бизнис, нека биде бизнис. Така, значи. Колку ќе ме чини тој бизнис твој? 3000 марки. Мам, бе. На рака.
На рака ми како? Парите на рака, мара за рака. 3000 марки германски. Браво, браво. Ти да не биеш шега со мене, бе, дечко. Јас? Тис. Ви личам ли на директор на некоја голема фирма? А? Многу си амбициозна. И го ценам тоа. Амбициите полека ми се остваруваат. И така рече, значи. 3000 германски марки. Реков. До утре. Сите информации ќе ви бидат дадени како на тацна. Договорено, значи. Договорено. Абе, каде ебате Бочко, не го гледам? На пат. Отиде до Струга. Добро, добро. Ајде, тури по едно виски сега да се напиеме и да го овериме овој наш договор. Така? Да. Повелете. Кој ви треба? Жено, кажете кој ви треба или излегувајте од овде. Бабо. Што? Не ве чув. Бабички. Ме нарекувате бабичка. Се што? Држи, ќе ти се најдат. Веднаш излегувај од тука. Ќе викнам полиција. Бабо, смири се, ти ќе направам таков скандал. Кажи што сакаш. Сакам мирен, спокоен и конструктивен разговор. Морам да се преправам во жена, да ви го искршам автомобилот, за да стигнам до вас, големата господа. Со ѓубриња како тебе нема разговор. А кога ѓубрето ви ги пеглаше гачите, ви миеше чинии тенџериња, ви готвеше, ви работи кафеаната, ви чинеше. Сега не ви чини. Па ѓубрето немаше завршено ни средно. А го направивме адвокат. Му купивме стан. Ѓубрињата како тебе не се задоволни од ништо, па почнаа да носат касиерки во спалната соба сред бел ден. Море, како не ти е срам? Па требаше да родиш малку полична ќерка, бабо, за да не оди зетчето по касиерки и по продавачки. А и ти не си некое цвеќе за мирисање. Ти дојде дечкото од младоста, го прибравте дома. И сега вашата помала ќерка е кај негово Канада. Бабо. Мислиш ти ние од уши сме задоени? Некој те подготвувал за овој разговор, а? Мамичка. Креветоместачката од Гранд Хотел. Абе, има некој шофер што не ја познава мајка ти, а? За мајке ми те молам, ни збор да не си суснала. Те боли, а? Слушај нам, утре сме на суд, со благето твое се разведуваме. Треба да направиме договор. Каков договор? Европски, бабо, а не балкански, со криење и со бегање. Повели? Вака. Детето останува кај вас. Мене да ми остане станот и адвокатската канцеларија. Со тоа што Живка јуниор ќе можам да го гледам и да го земам, бабо, секоја сабота и недела. Многу си бил умен. Ти си уништен и како човек и како готов си. Стокмен си за на улица. Таму ти е и местото. Можеш да се преправиш и во мајмун и во конј. Можеш да ни уништиш уште 3 автомобили. Можеш да ги малтретираш и моите родители. Можеш да ја вознемируваш Благица на работа. Договор со тебе нема. Благица утре се разведува од тебе, а задутре се мажи со убав, згоден и млад дечко. И приказната заврши. Нема договор? Епа нема. А нема? Епа тогаш на повидок е најголемата, најтиражната и најскандалозната афера кај нас и пошироко. Ги знаеш последиците од аферата, бабичке? Не ги знаеш, ќе ти ги кажам. Ти и дедо разведени. Благето ваше и тоа разведено. Згодниот и убавиот не ќе знае кој крај да го фати, а ќе има и жртви. Здравјето на дeda Живка е сериозно разнишено, да знаеш. Може би тој ќе биде и првата жртва. Вашата империја ќе се распадне, бабичке. А Живко јуниор,
може би ќе заврши во некој дом. Чао, бабичке. Ајде бе. Еј, пази. Ле, дай ви другите бе тука бе. Чекај сега на баба ова да ги го пуштиме овака. Не сака. Како ја викаш ова кола бе? Брзата 30. Оу. И денес не дојде. Како бе не дојде? Идиот. Бре. Жено, земи го внучево и одете во детската соба. Да видам ја што е тоа со лакче. Како бе не дојде? Испратил еден. Сакал да се сретне со мене. И? Тато, не можам повеќе вака. Не можам да издржам. Младен сака да се венчаме, а со овој ќе се разведувам уште 3 години. Полека, пилена, тато. Смири се. По-лошото доаѓа јарно, така? Така е. Така ми како? Ќе му го најдиме крајот, ќе се средат сите работи. Нема проблем. А и на Блажета му е тешко. Не го видел детено со месеци. Тој да го види детето. Тато, тој не заслужува да го види жив ко мој. Абе добро, знам дека не заслужува. Ама татко му е да му се не види. Како сега? Мора да направиме се да биде во ред. Ке го изгубам и Младен. Аман сега, па со Младен проблем. Абе како ќе го изгубиш тој? Ако Младен сега не те разбере во оваа ситуација, тој не е за тебе. А гледам нешто и се врти вака да не намирисал паричка, па... не знам. Само вака ќе направиме. Мораме да бидеме тактични. Ќе направиме план. Готово. Немој да ми се секираш. Ич, гајле да немаш. Сега оди прибери си го детено и уживај. Остави се на тато. Тато се ќе среди. Дојде? Машала. Убајни овде, лиле пиле. Ова е станчето што го лапна од дупенскиот археолог, а? Ги носиш парите? Аман бе, веднаш за парите се фаќаш како... Каде е културата? Повели, написе нешто. Добро да. Што ќе пиеш? Нешто жестоко. Повели. Извини вака што покажувам нервоза. Археологот нема некоја шема па да знам кога ќе се врати? Може би ќе се врати сега, може би попосле, може би воопшто нема да се врати. Не знам. Чудно некој животинче. Не сака ни да го прашувам каде бил, што правил, ништо. Од кога се вработи во владата, не спие со мене. Ајде. А барем го бидува за во кревет или... Многу бара од партнерката. А чепка и каде што не треба да се чепка. Значи не е како нас. Не. Ја заврат, ја превртувам наплеки, ај со здравје, бе, шо ти е тебе? Се лигаеме тука. Извини, малку избегавме со темава налево. А може и надесно, ама парите се тука, проблем нема. Така, а? Така. Убаво. Еве ги парите. Ама со парите внимателно. Парите се отепувачка. Ама добро. Епа вака. Бизнис е бизнис. Да.
Твојот син од таа, од некоја си моја именјачка, Така? некоја си дупенско иконче, ќе дојде во Македонија како донатор на нешто. Опа, Неговото доаѓање ќе го најавиле и весниците. во печат. Да, толку знам. Голем човек некој. Аха, и тоа дека бил многу образован, дека бил многу богат, дека живеел со мајка му во куќа до Женевското езеро. И Швајцарија, бре. Мајка му била влезена во европскиот крем. Ама договорот е, сакам да знам со кого доаѓа, каде ќе биде сместен. Кога ќе дојде време и тоа ќе го дознаеш. За истите пари. Лиле, пиле, парите ги заслужи. Ги заслужив. Се што правам од срце. Со голема желба да помогнам. Нормално. А дали се сеќаваш ти кога те донесов кај мене да работиш? Со каков голем ентузијазам тоа го направив и работите киниса. Се уште сонувам за пределите што ме ги опишуваш. Сонувам за Дупени, за ливадите. За езерото. А се сеќаваш како ми кажа еднаш? Ти си како цвеќе изникнато од под некое камче. Бре. Страшна работа. Страшна работа. Поле, Кажи. бегаш како крадец, Злато. Не бе, Злато, не сакам да те оставам, да сакам да спиеш, да не те разбудам. Најде бакни ме дома. Имам многу работа, на бизнис имам многу Не, денес. срце, сакаш да плачам, Не. Злато? Сакаш да плачам? Ајде, Злато. Ајде, свари ми кафенце, но. Ај, не заебавај какво кафе, до сега на женско не сум испарил кафе, на ниедно е. А нането твој не си ва? Ни нането, ништо, кафе, Ајде, свари ми, Слушай, ајде, но имам- кафенце. Слушай, многу важна работа, имам многу важен, пола милион марки се работи. Ајде, Жени- не бакни ме, Злато моје. Извинете што ме чекавте. Ке се напиете нешто? Ништо. И за мене не треба. Зошто? Малку сме изненадени, не те очекувавме тебе. Зошто? Ова е мој ресор. А и редно беше Дупенци да направат нешто за државата. Но, да не должам многу, моето министерство ве одбра за партнери во овој бизнис. Како сериозни луѓе од авторитет, мислиме дека оваа работа успешно ќе ја завршите. Некако многу сигурно ова го кажа така едноставно, откај знаеш ти дека ќе ја прифатиме ние работата, та каде така? Многу добро го познавам вашиот менталитет, господине Живко. Во прашање се големи пари. Да чуеме. Ве молам. На нашиот главен град му е потребен современ изложбен простор. Галерија. Во која ќе можеме да ги видиме делата на познати светски уметници, најден Да Винчи, Рембрандт, Гоја, Пикасо, Дали, се разбира и на некои наши врвни ликовни уметници. Парите се обезбедени и се во ова ќе оди преку вашата фирма. И многу јака работа. Пари, Министерство за култура. И мижи да ти ба. Бе, кому кажуваш приказките? Вие немате пари на театарска представа да направите, па тука не за... Па те боле, дарени мести човеков нешто, а? Полека, бате Живко, не сме сред цел.
Во Министерство за култура сме да видиме што е. Парите се обезбедени од сигурен извор. Една наша позната бизнисменка. Ама ептен наша. А и други наши ќе помогнат. Мислам наши од Европа, Америка, Канада, Австралија. Здравие на есен, тој простор треба да профункционира. Убаво ќе седнете, ќе го разгледате проектот, ангажирајте и стручњаци. Умни сте, нема што да ве учам јас. То би било се за денеска. За 2 минути имам друг состанок. Ќе се видиме. Живко. Бате Живко. Си бил кај Лилето. По станот. Што е ова, бате Живко? Кој е, бе, бате Боле? Ова со дотичната. Премногу си зела слобода. О, и сега мене ќе ме кара за дотичната? Ами ти ја донесе овде. Арно да јас ја донесам, виж што сега. Така, ама не само пред тебе и пред други, и пред Драги почна да мрда со газето многу. Мајка. Слушај, тие нервози, заебанци, франци, да си ги оставиме дома пред врата. Овде не. Абе, Арен беше се, што експлодира? Како Арен виден ги кренала нозете како на бит пазар? Ако бе, бате Боле? Ако ги кренала толку многу, треба не... Арно де. Бате Живко, да немаш ти нешто тука смучка, да немаш пиено со не? Јас. Чекай да те... Еј, кој не да ми соли памет, кој не... Си спиел... Како да не со трчај? Курварлок во бизнисот нема. 100 пати ти имам речено, тамам тргна работата. Многу пари се во прашање. Добро бе, добро. Како добро? Знаеш колку е во прашање? Добро, што ми е денеска? Бате Живко? Абе, бате Боле, не знам. И јас не знам што е со мене. Со Ана пак ја расипавме работата. Аме ми изиграва Ненси Реган. Глуми дека е она Клинтонојца таму. Се зафатила со некој актив на жените. Нити се гледаме, нити разговараме. Пари фрла како да ги нашла на улица. Синоќа спиев кај маца. Не знаеш таа последна станица ми. Да почнам и јас сега? Ајде, почни и ти, нека ти олесни. Абе, бате Боле. Керката не знае да се разведи, не може да се разведи. А тој зетот не сакам ни името да му го спомнам. Со него. Катастрофа. Би го искарше автомобилот. А и Милчето не ми е со сите некако. Ко не токму ми е. Шо ме има, најде на мене. Абе, тој Драги, бе, тој од ке излезе, бе. Па уште ми кажуваат, ке доаѓал синот мој, не знам, кој син, бре, од странција некој син мој. Во Македонијава ке дојдел демек јас да се припремам и така. А вчера што ми требаше? И со ова Лилево направив една ѓурултија. Абе, за опервење сум јас туку, добро. Како ми е стемнато, бате Боле, и јас ќе одам на нервно. Ама ако де? Ќе одам, и тоа е за луѓе таму, што? Луди бе, некни бе, замерак е таму, фино е. Ево, Ането пак ми донесла некоја чистачка дома. Чисти да го варди малиот. Не може детето се нервира, бе, пубертет го фати. Ајде да вреди та чистачката, ништо не вреди. Нема катастрофа.
Абе, ми иди да купам стомарки и да одам, не бе стомарки, 100 овци, да си купам и да си одам в село право. Живи тебе. Сега ти текна? Абе, таму сега да си сме в село, бе. Кај црквичето, Свети Димитрија. По тој дабот, 100 годишен, бе, бе. Абе, шо баравме овде ова гунгула, бе. Па, обтегнати натреба. Леле, мајче, у бајни. Торбето волнено. Па, од него вадам. Лепче домашно отфурна. Сиренце домашно, ба те боле. Една глајца кромит, ба те боле. Седи овде, расправај се. А изворчето? Над нас. Езерото? Под нас. Бе, ба те боле. Бате Живко, ако умрам, да ме закопаш под дабот. Жити мај. Абе, не туку ми барбари тука. Ке умрам. Како да не? Шо туку ми... Ај, ке си одиме дома? Не бе, не дома, ич не ми се оди дома. Не.